Затоа што треба борба за екологијата, треба да имаме и борци за екологија. А борците не се создаваат преку ноќ, борците се создаваат од младоста, од годините кога веќе почнуваат свесно да размислуваат за се она што ги очекува. За такви едни млади луѓе кои што веќе година и пол се дел од проектот кој што размислуваат токму за зелената агенда на Западен Балкан, ќе зборуваме во денешниот разговор. И се разбира, за поголеми детали, гостин ни е Кристијан Трајковски, програмски координатор во Центарот за истражување и креирање политики. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Драго ми е што ќе отвориме навистина интересни теми денес, особено кои што ги засегаат сите, како што кажавте и на самиот почеток, овие горливи прашања и проблеми едноставно влијаат врз квалитетот на живот на секој од нас и треба да бидеме подготвени да бараме и да се избориме за она што ни следува и ни е законски уставно загарантирано право. Ќе зборуваме за проектот Регионална школа за политички развој, во кој што акцентот беше ставен на зелените политики. Ајде накусо. Накусо за проектот, значи тоа е една многу интересна иницијатива на која сме многу горди, бидејќи покрај тоа што акцентот беше ставен во оваа генерација на зелените политики и иницијативите кои што се преземени за зелената агенда. Акцентот беше ставен и на младите и на нивното зајакнување, како и на знаењата, така и на начините на кои што можат да преземат иницијативи за да направат промена во нашите општества. Драго ми е што овој проект зема поширок замав, односно станува збор за регионален проект, регионална школа за политички развој во кој што учество зема покрај учесници од Македонија, учествува учесници од Република Србија и Република Хрватска. Значи станува збор за една иницијатива во која што имавме можност да разменуваме искуства и со земја членка на Европската унија, па можевме да видиме до каде сме ние како регион и каде заостануваме споредено со една земја членка од Европската унија. За кого беше наменет оваа регионална школа, кој се, значи, освен од овие три земји, кој можеше да земе учество, возраста на учесниците ме интересира? Да, вака, значи, генерално насоките кои што беа во отворениот повик беа за лица од 18 до 29 години. Тука претежно беа на возраст учесниците од 25 до 30 години, некаде, значи, грото од нив, со тоа што имавме и помлади учесници, зашто ми е исто така многу драго. Сите тие практично беа младински активисти, вклучени во граѓанскиот сектор, дали се ангажирани некаде и работно во меѓународните организации, меѓутоа генерално млади ентузијасти кои што беа заинтересирани за подобрување на јавните политики, особено во делот на градење на добри јавни зелени политики, така што школата пројави навистина голем интерес, околу 150 лица се пријавија за учество. За жал можевме да селектираме само 30. Чинам дека направивме навистина добар избор, бидејќи резултатот од нивната работа во рамки на самиот проект навистина чинам дека роди сов плод. Самиот проект подразбираше, односно самата школа така ја развивме да имаме еден цел циклус на изучување на фазите на самото иницирање, односно анализа на проблемот, па изучување на јавните политики, односно како да пристапат кон идентификување на проблемот, па потоа тој проблем да се представи како предлог некаков за промена на јавна политика и како сето тоа подоцна да го практично застапуваат во јавноста, но и пред јавните институции. Така што во рамки на школата имавме 3 семинари, еден во Хрватска, каде што ги изучува институциите, се запознаа со начинот на кој што нашите системи во националните држави се поставени, но како тоа и се одвива на ниво на Европска унија. За потоа во Македонија овде на семинарот да изучуваат целиот тој процес на креирање една јавна политика и во Србија нели да го заокружиме тој круг со градење стратегиски комуникации и начини и методи на кои што можат тие да направат промена. Уште на самиот почеток беа поделени во групи, значи многу е интересно што овие млади луѓе една додадена вредност на цела оваа наша иницијатива е што овие млади луѓе навистина создадоа една синергија меѓу нив. Работата во групи не беше на ниво на национални држави, туку беа
измешани групи, каде што сите заедно работеа на анализа на проблемите. Патем во прилозите кои што ги имавте анализа на тие проблеми беа дел и од нивната работа, така што заеднички сите искочија со презентирање на своите проблеми и наоѓање препораки во своите држави, но и на регионално ниво. Ние бевме на завршниот настан што се случуваше во вторникот, забележавме, разговаравме со дел од учесниците. Јас предлагам да го погледнеме прилогот што го подготви колешката Лидија Чакар, а потоа повторно ќе се вратиме во студиото да го довршиме разговорот. Млади на возраст од 18 до 30 години од Македонија, Србија и Хрватска, идни лидери кои имаат интерес да придонесат кон креирање зелени јавни политики, но и подобро да се запознаат со националните и европските инструменти за спроведување на зелената агенда на Западниот Балкан, учествуваа на регионалната школа за политички развој. Произлегоа конкретни предлог политики, што учесниците во школата ги развија во текот на проектот, но и реални спроведени иницијативи поврзани со животната средина, одржливиот транспорт, управување со отпад и климатските промени. Овие предлог политики се насочени кон унапредување на зелената агенда на Западниот Балкан. На школе сме научили баш доста интересантни. Научивме многу интересни информации пред се за зелената енергија и за одржливоста. Мојот тим конкретно се занимаваше со чиста енергија и со енергетските задруги. Успеавме да се поврземе и заедно да отидеме на меѓународната конференција во Австрија. Тоа е научна конференција на која пред научниот сектор ги представуваме нашите предлози. Помина многу успешно. Се поврзавме со политичките заедници во нашите држави Србија, Хрватска и Македонија. Запознавме прекрасни млади луѓе од овие земји и остваривме животни пријателства. Се надевам искрено дека нашите конкретни предлози ќе станат реалност, зашто нашите држави веќе имаат правна рамка за да се воспостават енергетските задруги. Законите постојат, потребно е да почнат да се применуваат. Имавме можност од прво лице од близина да видиме со какви проблеми се соочуваат и соседите, не само соседите, туку и Хрватска. Но ми се допадна тоа што како регионален проект за прв пат имаше додадено и земја од Европската унија, која сепак ни е нас со менталитет многу блиска, тоа беше Хрватска. Имавме шанса да видиме како за толку краток период они напредувале на некои теми кои што за нас се уште замисливи концепти, на пример како зелената енергија и останатите други програми кои што беа дел од целата школа што имавме една година. Сметам дека сме инспирирани и дека таа инспирација се најдам ќе може да ја пренесеме тука за и тука да промениме некои работи, додека секој ден го гледаме град Скопје колку е препон со ѓубре. А ние сме тука на школа за зелена енергија, за развој на зелени и останати други политики. Така да мислам дека е проблематично, но мислам дека ние младите доколку се запознаваме со овие концепти на времено одблизу и со некој што бил во наша позиција, тогаш имаме шанси да напредуваме. Колку хрватските искуства како земја членка на ЕУ можат да бидат корисни за нас? Целиот проект е био концепиран да Целиот проект беше концепиран да има по 10 учесници од сите 3 земји, вкупно 30 млади луѓе. Тие минуваат низ различни видови едукација. Меѓу другото, тие направија анализа на некои јавни политики, дефинираа некои проблеми кои се заеднички во трите земји и направија некои препораки за идни предлози за зелени јавни политики. Така произлегоа и конкретни предлози за одржлив јавен транспорт, урбана мобилност, борба со климатските промени. Аерозагадувањето е доста голем проблем, не е само локален. Знаеме дека Скопје има голем проблем со тоа и Македонија, но проблемот е поширок. Некои конкретни предлози одовде се интересни, но прашање е колку тие идеи се одржливи. Но важно е тоа што ние сакавме да го постигнеме со овој проект. А тоа е да им се даде на младите луѓе образование, некакви алатки и вештини како самите да размислуваат за проблемите во своите заедници, како да креираат предлог решенија и како да ги представат пред носителите на одлуки. Зелената агенда нема алтернатива. Мора акцентот да се стави на неа, тоа е она што е клучно за овие млади луѓе. Тоа е важно за нивната иднина. Ние направивме многу со самото тоа што ги охрабривме да се ослободат и да бидат посигурни во заговарање на идејата која си ја замислиле. Сваки крај нови почеток, ако така можеме да кажеме. Секој крај е нов почеток, па така ние се потрудивме да сумираме што сме сработеле за овие 15 месеци. Ке се обидеме овде да им представиме на младите што е тоа што може заедно да сработиме во регионот, зашто без регионална соработка не може да напредуваме и да се приближуваме до Европската унија. Така да зелените теми за сите се предизвик и во сите 3 земји заштитата на животната средина е високо меѓу приоритетите.
Некои млади се обидуваат да понудат еден нивен поглед, со оглед дека младите немаат толку прилики нивниот глас да се чуе во јавноста и да седнат и да се борат за своите предлози и политики со носителите на одлуки. Ова е отворен простор да споделат што е тоа што тие осмислиле, а заедно можеме да го искористиме и да промениме нешто во нашите општества. Еден од предизвиците е конкретните предлози да се преточат во реалност. Се потрудивме да им ги дадеме неопходните елементи и да ги поврземе со носителите на одлуки на европско ниво, на регионално и локално ниво, онолку колку што можеме, зашто поголем дел од учесниците доаѓаат од помали градови. Наша крајна цел беше да може да се чуе нивниот глас и да се влие на некои промени, за тоа да зборуваат секаде каде што ќе се појават, да го споделуваат тоа со нивните врсници, да се обидат да најдат заеднички решенија, зашто проблемот со животната средина не засега сите. Сите ние сме на ист пат, сите сакаме да живееме поздрав живот, да јадеме поздрава храна, полесно да се движиме, да не го дишеме овој загаден воздух, така да државата има важна улога да го чуе ова и да се обиде добрите работи да ги искористи во своите политики, во своите практични мерки. А ние како граѓанско општество сме тука да помогнеме, но и да надгледуваме колку од она што сме ветиле ќе биде остварено во некое догледно време. Зелената агенда си е зелена, има своја траекторија, има своји финансиски средства во позадина, многу развиени проекти. Ќе биде исклучително важно проектите да се имплементира, зашто ќе е потребен капацитет. Капацитетите се градат во институциите, се градат на државно ниво, меѓутоа се градат и во цивилното општество, граѓанското општество. И токму вакви настани, каде што се вклучени млади луѓе, даваат надеж дека зелената агенда нема да поцрвени. Сите се согласни, на ист пат сме. Сите сакаме подобро и поквалитетно да живееме. И после прилогот што го погледнавме, се враќаме повторно со разговор во студиото и со нашиот гостин денешен на тема Зелената иднина на Западен Балкан, Кристијан. Ајде наку, со какви предлог проекти беа представени на овој завршен настан и колку од нив имаат применливост кај нас? Така, од прилогот можевме да забележиме и моите колеги од организациите кои што работеа заедно со нас. Забележавте дека младите беа потикнати да работат на одредени прашања кои што сите нас не засегаат, а тоа е урбаната мобилност, чистата, односно зелена енергија која што може да се произведе, забраната на користење на пластика и помалку создавање отпад. Еден интересен проект кој што го разви, односно како иницијатива, беше и регулирањето на кабастиот отпад кој што се создава, а ние се повеќе го имаме со оглед на тоа што колку се гради, реновира и се обновуваат објекти. Например, таа конкретно иницијатива е доста интересна, бидејќи тие се залагаат да се создаде начин на кој што сиот тој отпад ќе се селектира, меѓутоа и оние стари предмети кои што не се користат да се складираат на едно место каде што ќе може да се поправат, бидејќи во рамки на завршната конференција имавме можност да слушнеме дека со поддршка на Арно во општината Кисела Вода е отворена работилница која што се нарекува Ништо ново и во која што практично се врши поправка на оние сите стари предмети кои што во домаќинството ќе се скршат, ќе се расипат и така натаму, но тие да не ги фрламе, туку да најдеме начин како да ги искористиме, односно да направиме циркуларно да функционираме, како циркуларната економија да профункционира, па така што една од тие иницијативи беше токму тоа да практично се најде начин како овие стари предмети да се користат, со тоа што тие дадоа конкретни препораки за начинот на кој што тоа може да се изведе. Друга иницијатива која што е доста интересна е забраната, односно иницијатива за забрана на користење на пластика за една употреба, што е исто така еден горлив проблем со кој што се соочуваме и некако не тера да размислиме на работи кои што во минатото сме ги имале, че сме користеле пијалок од стаклени флаши кои што подоцна сме ги враќале, така што сметам дека ова иницијатива исто така може да биде применлива кај нас, бидејќи пластиката е нешто што треба да најдеме начин да го замениме, односно да не биде нешто што ќе го користиме еднократно и ќе создаваме отпад кој што потоа тешко се разградува во природата. Па би напоменал уште една интересна иницијатива, а тоа е за зеленување на централните градски подрачја, бидејќи една група млади која што работеше со фокус на Загреб, Нови Сад и Скопје,
утврди дека се повеќе во нашите урбани средини, односно во централните градски подрачја се појавуваат така наречените феномени урбани жешки острови, каде што навистина се доведуваме во текот на летото до исклучително високи температури, кои што топлината, значи се повеќе се изолираме од почвата со бетонизација, со користење на некои нови модерни материјали кои што практично ја абсорбираат целата топлина, практично терајќи на да трошиме многу повеќе енергија за разладување, влијае врз социјализацијата на луѓето кои што се затвараат во своите домови, немајќи каде да излезат, така што целиот тој проблем некако се врзани, сите теми кои што младите ги разработија беа врзани една со друга и драго ни е што практично преку сите овие иницијативи кои што тие ги направија се применливи бидејќи настанаа врз основ на анализа на проблемите со кои што се соочуваат и тие како млади граѓани, но и сите ние кои што практично живееме во урбаните средини во нашите земји. Една таква урбана средина е градот Скопје, каде што се соочуваме со премногу отпад, со загадени води, со загаден воздух и сите тие работи сите тие проблеми практично се нешто на кое што ние треба да работиме заедно. Драго ми е што преку овој проект, преку оваа школа, младите добија можност да научат како да бараат промени. Тоа што и господјата Илјана Поповска го спомна во својот прилог, потребно е да се бара, бидејќи ако не бараме да дојде до одредена промена, многу тешко дека ќе ја добиеме сама по себе, а ова е прашање кое што навистина е едно прашање кое што гори во моментов и навистина треба да се преземат сигурни и големи чекори за да се направат позитивни промени. Има ли надеж, може ли да се надеваме дека ќе имаме одржлива иднина? Мислам дека може да се надеваме, бидејќи граѓаните, пред се младите кои што остануваат овде, се посвесни се за проблемите со кои што се соочуваат секојдневно. И мислам дека тој процес на едно време кое што многу млади се иселува, се надевам дека во одреден период ќе запре и односно оние кои што ќе останат овде ќе се борат за подобар квалитет на живот кој што практично ни следува, како што напоменав на самиот почеток, пристап до квалитетни услови за живот и здрава животна средина ни се уставно загарантирани права за кои што треба да се бориме и она на кои што треба да работиме токму преку овие начини на кои што дознаваме и учиме за нови работи, бидејќи да, Хрватска е дел од Европската унија и за десетина години навистина многу работи се променети, но тоа не е нешто недостижно и треба да работиме и токму вакви платформи овозможуваат образование и подигнување на свеста пред секој младите лица, бидејќи образованието можеби е вистинското место каде што се зачнуваат овие идеи, каде што ќе се градат едни нови генерации кои што ќе прават циркуларна економија, кои што ќе придонесуваат кон одржливост на зелените политики, на зеленилата, на барање поквалитетен живот и поубави, поквалитетни услуги. Кристијан, ти благодарам што беше денес дел од нашата емисија. Се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика, бидејќи ова се неисцрпни теми на кои што може да се зборува. Апсолутно ви благодарам за поканата. Се надевам дека повторно ќе имаме можност да дискутираме нови прашања. Секако.